Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во 19 часот и 15 минути, вие сте со Трета порта, емисија која за вас пребарува на интернет и ви ги прикажува најинтересните колумни и коментари. Оваа недела очекувано главна тема се претседателските и парламентарните избори, кои се најавени да се одржат на издатум, па така повеќе новинари, колумнисти, професори, аналитичари коментираат за каква цел се свикани овие избори, имаат различни мислења, исто така некои од нив прогнозираат кој ќе биде победник на изборите, исто така и прогнозираат кои може да бидат позитивните и негативните ефекти од изборниот циклус. Почнуваме со колумната на главниот и одговорен уредник на вестникот Вест, Горан Михајловски, кој вели дека според него немало никаква потреба во Македонија да се свикаат превремени парламентарни избори овој пат. И тој вели вака. Во колумната која е насловена Здрави крави, Михајловски вели, еве ова е делот. Дуј не ни глумеше, тие чекаа и на крај решија. Наместо ВМРО да побара, Али Ахмети побара предвремени парламентарни избори, ама повика и на бојкот на претседателските. Не беше изненадување, ама на нацијата олесна кога ти се оди во ВЦ додека се возиш во лифт. Американскиот амбасадор Пол Волерс, додека ВМРО ДПМН уште немаше решено дали ќе го прифати повикот на Дуј, веќе изјави дека ова е возбудливо време за Македонија и дека од тоа што го прочитал и го слушнал, изгледа како одлична прилика за предвремени парламентарни избори. Во некои не толку возбудливи земји како што е Македонија, предвремени избори се прават ако има некоја политичка драма, ако државата е исправена пред голем предизвик, ако е очигледна недовербата во владата, ако е нестабилна владината коалиција, ако владата бара поддршка за некаква крупна реформска мерка, ако треба да се менува името, уставот, уставното уредување. Во Македонија нема ама баш ништо од сите овие невозбудливи ситуации. Се си функционира најнормално, само избори ни треба да внесат малку возбуда во нашиот доседен живот. Пака завршува Михајловски на негов својствен ироничен начин. Продолжуваме со колумна на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој прилично очекувано вели дека Македонија и се потребни превремени парламентарни избори и тој објаснува зошто. Во својата колумна која е насловена "Ке се избира празна политика или резултати", Димовски ги споредува програмите на владеачката ВМРО ДПМН и опозицијската СДСМ, која според него нема реална понуда, додека владеачката партија нуди конкретни проекти и решенија. Еве го делот на колумната на Димовски, каде што тој објаснува во однос на потребноста од изборите. Односот на албанскиот политички блок кон овие избори нема да е преголем новитет, но овој пат ќе е видлив и јасен. И на претходните претседателски избори албанските партии не се претргнаа да овозможат или да стимулираат учество на своите поддржувачи. Но овој пат барем едната од двете најголеми ќе го прави тоа јавно и јасно. Логиката на континуиран притисок и промени во барањата исто така не е новитет, но почнува да станува предмет на сензибилизација на политичките односи, но за жал и на меѓуетничките. Секоја политичка партија има право да има своји политички намери и ставови, но во едно мултиетничко општество како нашето, секоја партија има и обврска да се грижи за релевантноста и за прифатливоста на своите намери кај остатокот од граѓаните, пред се кои не припаѓаат на истиот кампус. Тоа е ставот на Илија Димовски, кој меѓу редови објаснува, го повторува она што го кажа и лидерот на ВМРО ДПМН, Никола Груевски, дека тие не сакаат веќе да бидат уценувани од Дуј на некој начин. Продолжуваме со колумна на Бранко Геровски, кој е постојан критичар на некои владини одлуки. Тој вели политичка романса, а во својата колумна Геровски вели дека распишувањето на предвремени парламентарни избори всушност е договор помеѓу ВМРО ДПМН и Дуј, исто така како што е договор
намерата на ДОИ да се бойкотираат претседателските избори. Па така се вели политичка романса во која Геровски со насловот јасно алудира на она што сака да го каже. И еве дел од колумната. Кога на малоречанците им стана јасно дека од натовската приказна леп не се вади, преку ног се измислија нова мантра: сакаме консензуален кандидат за председател. ВМРО-ДПМН на воле ја дочека иницијативата на Ахмети и дури и го понижи челникот на ДОИ, застанувајќи токму зад кандидатот што мала речица експлицитно го оспори Ѓорги Иванов. На ова интегративците одговорија со своја комична иницијатива за предвремени избори, легитимирајќи го така планот на Груевски да си обезбеди опстанок на својот режим барем за уште 3 години. Како и да е, после оваа драмолетка, белким сите ќе бидеме малку попаметни. Нали Ахмети за жал не може да му се верува, со него може само да се тргува. Ако имаш со што? Лидерите на опозицијата се со празни раце, затоа неговата политичка романса со Груевски трае и уште ќе се продлабочува. Така вели Геровски, кој овие ставови ги повторува по долг временски период, не е нешто ново. Одиме со колумна на Драган Павловиќ Латас, кој настапува од позиција на главен и одговорен уредник на вестникот Вечер. Колумната е исто така редовна, овој пат се вика изборно и посветена на изборите. Тука Павловиќ очекувано вели дека исто така изборите дека се потребни предвремени, повторува некои слични аргументи, какви што кажува и поголемиот коалицијски партнер. Исто така колумната е посветена и на опозицијата, а еве ги и предвидувањата на Латас. ВМРО-ДПМН и Груевски ќе ги добијат овие избори, тоа е сосема известно. Неизвестно е само дали ќе имаат 62 пратеници или помалку, а како никогаш досега, ова е битен детаљ од крајниот исход на изборите и случувањата во Македонија потоа. Груевски предводи тим кој е без сомневање најдобра политичка генерација која Македонија досега ја имала, и со економска и со политичка мерка мерено. Тимот во прв ред составен од Сашо Мијалков, Зоран Ставревски, Миле Јанакиевски, Гордана Јанкуловска, Бети Канчевска, Владко Ѓорчев е состав на првоборци кои односите и однесувањето го граделе во тешка и мачна опозиција. Преземање власт со убедливи победи на избори и практицирање на власта со најдолги мандати и забележителни резултати кои може да ги види и да ги мери секој гласач и граѓанин. За разлика до СДСМ, тука нема дворски игри, подметнувања, мкнење профити на своји сметки на штета на угледот и концептот на владата и тимот, затоа и траа толку долго. Така вели Драган Павловиќ Латас. Зошто владеачката коалиција или поголемата партија во коалицијата толку долго е на власт? Продолжуваме со колумна на Ерол Ризаов од Утрински, кој вели, кој има сличен став како и уредникот Бранко Геровски, кој во својата колумна вели дека се работи за политичка игра помеѓу ВМРО-ДПМН и ДОИ и дека овие предвремени парламентарни избори не се потребни на Македонија овој пат. Колумната на Ризаов е насловена предизборна фарса. Самиот наслов кажува што сака Ризаов да каже и еве дел од поентата. За неполни 8 години граѓаните на Македонија ќе одат 8 пати на избори, 2 пати локални, 2 пати претседателски и 4 пати редовни и предвремени парламентарни избори. Во стабилни држави со вакви изборни резултати како во Македонија, 4 пати парламентарни избори се рамни на 16 годишен мандат. Кај нас, според оваа динамика, за 16 години владење на ВМРО-ДПМН и ДОИ ќе мора 16 пати да одиме на гласање. Колку чинат овие сјајни победи е непристојно прашање, бидејќи демократијата нема цена. И Груевски и Ахмети, како големи и докажани демократи, борци за слобода и човекови права, како политички лидери кои имаат една голема заедничка карактеристика да ги остваруваат ветувањата, да се стојат на зборот и да работат честно и посветено за интересите на татковината и граѓаните, не жалат ни труд ни пари да ја чуваат власта и Македонија како своите очи.
ако некој се обиде да им ја земе власта, како и да им бркнал во око. Тоа е колумната на Ризалов, овој пат обоена со видлива доза на иронија. Емисијата ја продолжуваме со коментари и анализи на претежно на председателските избори, значи тука се зборува за кандидатите, за начинот на кој е дојдено до нив, а имаме и дел кој е посветен на оние кандидати кои се обидоа без партиска поддршка или некои кандидати на помалите партии да дојдат до кандидатура, но во тоа не успеа. Почнуваме со колумната на Димитар Мирчев, професорот, кој исто така е советник на председателот, на актуелниот председател Ѓорѓе Иванов, и кој својата колумна ја има насловено "Разврска на кандидатскиот ѓазол". Во колумната професорот Мирчев вели дека имало доста имиња за кои се шпекулирало дека ќе бидат кандидати за председател и дека голем дел од тие имиња се извадени од медиумите само поради медиумска атракција, поради читаност, гледаност и дека се покажало дека тоа во реалноста немало врска, според Мирчев. Еве дел од колумната. По сите тие најчесто вештачки создадени дилеми и дебати, прашањето е кој и како до председателски избори, дали и предвремени парламентарни, теоретски и хипотетички се можни, евентуално во вториот круг на председателските. Се разбира, оваа колумна е напишана пред да биде јасно дека ќе има и парламентарни. Би биле, например, поекономични и порационални. Можеби, но зошто со таква солуција? Кој би имал корист од таква солуција? Владеачката коалиција се има власта, предпоставувам нема да ја изгуби в година на редовните избори. Опозицијата, вклучувајќи ги они од албанскиот блок, нема некои шанси за измени во рамнотежата. Сите индикации и сигнали се дека нешто би се променило од балансот. Од друга страна, на земјата добро и ода да работите, барем за сега. Но зошто да не се доколку се поставуваат прашањата на легитимитетот на власта и на незадоволството на граѓаните, сепак најдобар лакмус се изборите или не? Така размислува професорот Мирчев. Продолжуваме со Тони Науновски, политички аналитичар, кој вели дека е потребно по изборите да се направи влада без ДУИ. И Науновски вели дека има поента, дека доколку ВМРО-ДПМН сега вели дека распишува предвремени парламентарни избори за да не биде оценувана од ДУИ. Вели, но посочува дека ВМРО-ДПМН не вели дека нема да направи коалиција со ДУИ по изборите, без разлика какви ќе бидат изборните резултати. Па Науновски прашува дали е тоа принципиелен став и дали ВМРО-ДПМН треба да каже, доколку е уцената од ДУИ, дека нема веќе да прави коалиција со таа партија. Еве колумната на Науновски вели влада без ДУИ и вели имено. Според мојата анализа на говорот на премиерот, тој дури не навести дека откако ВМРО-ДПМН ќе ја добие таа бројка на пратеници, самиот тој, односно неговата партија, нема да направи коалиција во собранието, а потоа и влада со ДУИ. Очигледно е дека тоа во определена смисла е само контрадикторно, односно противречно со логичните следства на претходните тези и реченици во говорот. Односно, по признанието како ДУИ политички ги оценува по 2011 година. По тоа важно директно признание, кој има историско значење, логички би требало да следува јавно обврзувачко ветување дека со 62 пратеника тие нема веќе да коалицираат со тие што ги оценуваат, бидејќи нема да има политичка ситуација која би наложувала повторно таква коалиција. Тоа е ставот на Науновски. Продолжуваме со колумна на Мирка Велиновска, која има прилично интересен дел од колумната, во која таа вели дека има сознанија дека дел од амбасадите вршеле притисок на изборите, владата на предводена од ВМРО-ДПМН повторно да коалицира со ДУИ.
Па така според Велиновска, според низината поента, тој притисок за коалицирање доаѓа од странците и прашање е дали според неа дали ВМРО-ДПМН има избор. Мојата последна информација говори за тоа дека амбасадата на САД и на овие избори ќе учествува како политички субјект. Бара од владата да подпише предбрачен договор со ДУИ дека ќе биде вечно во коалиција, да не речам во договорен и од стројници аранжиран брак, без оглед на изборните резултати. Доколку Груевски ја послуша директивата, Вашингтон ќе се согласил на предвремени парламентарни избори, што значи ќе му биде наредено на Ахмети да не таласа со најавениот бојкот. Тоа е колумната на Велиновска и незиниот став. А сега продолжуваме со став на Арсем Зеколи, кој разработува слична тема на оваа на Велиновска, но Зеколи како искусен политички аналитичар објаснува зошто според него и двете најголеми албански партии, и ДУИ и ДПА, играат според него играта на ВМРО-ДПМН и зошто тие учествуваат во овие предвремени парламентарни избори, во председателски, и зошто според Зеколи тие со бојкотот и со назначувањето на кандидат од страна на ДПА всушност на тој начин сака да се наштети на опозицијата. Верзиите за мотивите на послушноста поради што ДПМН ги уценува ДУИ ДПА се веќе со одминат рок на трајање, иако се потполно веродостојни. Но всушност, послушноста на Али Ахмети и Мендух Тачи кон Мијалков е рефлекс на стравот на ДУИ ДПА од падот на режимот, кој со себе ќе повлече голем број на политичари, новинари, академски интелектуалци кои ќе мораат да одговараат за потеклото на своите имоти, што ќе биде клучен услов за какво такво приближување кон Европската Унија. Тоа е суштината на Бермудскиот триангл ДПМН ДУИ ДПА, кој се појави на 24 декември и кулминира со бојкот-не бојкот, неважни халими и играрија, чија единствена цел во недостаток на идеолошка потка е да се спречи појавување на било каков фактор кој е надвор од сферата на уцени по полициска или финансиска матрица. Токму затоа, суштината на односот на ДУИ и ДПА кон ДПМН е да се спречи факторизирање на нови ликови на политичка сцена, кои би можело да послужат како нов и спротиставен пол кој може да ја загрози и доминацијата на самата ВМРО. Тоа е ставот на Зеколи, секогаш интересен. Продолжуваме со редовната колумна на Даути за Дневник. Трка со стратегии со спротивен ефект, вели Даути, и објаснува. Така добивме една председателска трка која непотребно ќе предизвика нови поделби. И да имаше некакво координирано разногласие меѓу ДУИ и ВМРО по говорот на премиерот Груевски на промоцијата на Ѓорги Иванов, испаѓа парадоксот дека кандидатот на ВМРО ДПМН не се трка да го победи Стево Пендаровски се извинувам, туку ДУИ, која всушност нема кандидат. Тоа значи, но тоа на индиректен начин ВМРО ќе му помога на ДУИ да ги зацврсти позициите во албанскиот електорат за парламентарните избори, иако очигледно не е таа намерата. Фрлена е ракавицата до коалициониот партнер по 5-6 години колку толку сложно практицирање на власта со мотивација да го спречат она што всушност не беше манир на ДУИ, уцени и условувања, освен ако исполнувањето на врските од ранковниот договор или спроведувањето на уставот не се смета за тоа. Тоа е колумната на Даути. Трка со стратегии со спротивен ефект. Продолжуваме со колумната на главната уредничка на Утрински вестник Сонја Крамарска, која вели зошто не е за избор на председател во парламентот. Значи, она ја адресира својата колумна на една од идеите на ДУИ да се избира председател во парламентот во иднина, а не на директни избори. Значи, колумната ги кажува незините аргументи против тоа,
но еве еден дел долу каде што Крамарска прогнозира кој ќе победи на изборите, но и исто така праќа и критика до опозицијата. Доколку се одржат уште едни предвремени избори, а шансите како што стојат работите се на страна на ВМРО-ДПМН, тие ќе владеат до 2018 година, што сте вкупно 3 цели мандати или 12 години. За овој светски рекорд, Груевски може да и заблагодари меѓу другото и на опозицијата во Македонија. За жал, опозицијата ќе понесе дел од одговорноста и за 12 годишното тапкање во место на земјата на планот на евроинтеграциите и неможноста животниот стандард да се одлепи од дното. 12 години се многу во животот на еден човек. Македонските лидери треба добро да размислат во чиј интерес ги носат одлуките. Тоа е колумната на Крамарска. Продолжуваме со колумна на Димитар Груев, која е со слична концепција и која вели дека дел од според него вината за тоа што ВМРО-ДПМН ќе владее 3 мандати е исто така според него лежи и во опозицијата и вели и го аргументира тоа на следниот начин. По 8 години минати во робство, односно без власт, логично е човек да се запраша дали толку е премоќен режимот или е преслаб опонентот. Оти и фашизам да беше и турско робство да беше, а не обичен режим, за толку време опонентот ќе успееше да го размрда барем на едно од востанијата, а ги имаше 7-8 редовни изборни и башка предвремени улични. Вака испаѓа дека тие што 8 години најгласно викаат по режимот, всушност се неговиот столб. Колку да звучи парадоксално, вистина е дека силниот режим го храни не конкуренцијата, просто. Кога публиката има избор од 2 лоши фудбалски надпревари или 2 досадни филма, секогаш ќе го избере оној помалку подобриот и поинтересен. А сега емисијата ја продолжуваме со дел од оние ги најавивме претседателски кандидати кои се обидоа да влезат во претседателска трка преку собирање потписи, но во тоа не успеа, а има и еден кандидат, тој е професорот Јове Кекеновски, кој се кандидираше на конвенцијата на ВМРО-ДПМН, но исто така не беше избран, значи како што е познато на јавноста, на конвенцијата е повторно избран како кандидат актуелниот претседател Ѓорги Иванов. Тука е интересен ставот на професорката Билјана Ванковска, која својата кандидатура, својата трка претседателска ја почна, собирањето потписи го почна по објава на социјалната мрежа Facebook. Имено како што е познато и за оние кои не знаат, Ванковска повика доколку собере 2000 лајка или 2000 за оние кои не знаат што е лајк, а не верувам дека има. 2000 значи поддржувачи на Facebook, дека таа ќе ја почне трката. Тоа се случи, таа ја почна, но не ги собра потребните потписи. Потоа професорката ги повика и тие поддржувачи на Facebook, значи ги праша зошто ја поддржале, потоа не се потпишале. Па за тоа што не собра потписи и беа виновни медиумите, политичката клима, канцелариите на ДИК и така натаму, а еве еден од незините повеќе статуси посветени на оваа тема. Драги представници на медиумите, моето последно официјално обраќање до вас ќе биде во понеделник со соопштение во кое ќе го објавам она што веќе добро го знаете. Сакате објавете, сакате не е сеедно. Веќе 15 години ви ги пополнувам емисиите и страниците, ценејќи дека е тоа должност на интелектуалец. Без да се штедам, зборував кога сите молчеа и се криеа од страв да не се замерат или да не изгрешат. Сето тоа го правев без калкулации, без хонорари. Само 2 пати ве повикав, очекував ваш интерес за она што го правам. Првиот пат беше реком, а вториот, ова не што сега минувам. 2 пати ми го свртевте грбот. Од сега престанувам да бидам јавен соговорник, а единствено ќе си ја задржам колумната во Нова Македонија. Тоа е ставот на професорката Ванковска, во којата вели дека ќе се повлече и од коментирање во медиумите. Еве ние го прочитавме, па да видиме дали ќе биде така. Продолжуваме со ставот на кандидатот на достоинство, претседател на достоинство, Стојанче Ангелов, кој исто така не успеа да собере потписи. Ангелов
не ја префрли вината на никого, тој само се заблагодари на сите тие што се потпишале и вели вака: доколку се имате потпишано, ви благодарам. Со оглед на стравот кој владее во Македонија, барем во моите очи, вие сте херои. Еден ден со гордост ќе можете да кажете дека сте биле еден од неколкуте илјади кои дале подршка на борбата за зачувување на македонските државни и национални интереси. Еден од неколкуте илјади кои дале подршка за борба против великоалбанскиот екстремизам. Еден од неколкуте илјади кои дале подршка на генералот Ангелов. Тоа е ставот на Стојанче Ангелов, а ќе го видиме и ставот на претседателскиот кандидат Јове Кикеновски, кој се можниот претседателски кандидат кој се обиде да се кандидира на конвенцијата на ВМРО-ДПМН. Па така и пред да се кандидира, професорот Кикеновски велеше дека тој очекува фер трка, дека очекува дека кандидатите на ВМРО-ДПМН на конвенцијата, учесниците нема да гласаат за кандидатот кој ќе им биде наложен од врвот на партијата. Но по гласањето Кикеновски вели вака: конвенцијата мина онака како што се очекуваше. Раководството на партијата и еден дел од јавноста и за жал не се случи изненадување. Единствено што остана да лебди во етерот е личната свест и совест на делегатите, аура која се чувствуваше пред заокружување на ливчето со кандидати. Сепак, развигорчето беше немокно пред гласачко-делегатскиот тајфун. Тоа е ставот на професорот Кикеновски. И денешната емисија ќе ја завршиме со оваа последна колумна, а тоа е колумната на уредникот на Либертас, Ацо Кабранов, кој ја коментира самата конвенција на ВМРО-ДПМН и вели дека начинот на хуморот кој бил презентиран таму би бил според него срам за цела Македонија, дека се навредувале политичари врз лична основа на недолечен начин и затоа својата колумна токму така ја насловува, вели: конвенција за блам и срам. Еве еден дел. А што беше смешката? БЦ шмркал бело. Е тоа, драги мои, го возбудува Грујо и неговата братја. Се ништото, како што го викаат БЦ, тоа ги дразни повеќе од било што друго. Жално на вистиното. Јас се срамам, оти сакал или не, мои се. Но секој од страна верувам, не само што нив ке им се смее, туку и ке им се чуди на умот, кој за жал, после ова, ми се чини го немаат. Тоа е колумната на Ацо Кабранов. Почитувани гледачи, ова беше последна содржина за оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, трета порта не ви кажува како да размислувате, туку само ја прикажува големата слика, а заклучоци донесете сами. Останете со програмата на 24 вести.